Со голем црковно народен собир денеска се отвори новиот храм Покров на Пресвета Богородица во Штипско Ново село, или кај народот позната како Покровита Богородица. Осветувањето и отворањето на новата црква Покровита Богородица е изградена со донација на Сашо Миладинов, собственик на конфекцијата Албатрос и неговото семејство, кој воедно денеска прават и крштевка на внукот. Новиот храм кој 2 години се градеше на локацијата во Ново село, каде што местото беше руинатина, денес има специфична архитектура, каде православните граѓани ќе можат да доаѓаат, се молат и ги слушаат црковните богослужби. Ова е велелепно, ова нема поубаво, не може да биде. Крајно задоволни. Нема поубаво од ова. Презадоволни со ово што го направија сега, иначе беше многу руинирана и сега е од убаво по убаво. Ќе доаѓате ли често? Доваѓаме, ние сме тука комшии. Ја остапио двор, половината двор е мој. Да долго на црквата. Јас сум и тука роден, но селе сум. Многу убаво направено. Доаѓаме како не. Црквата Покров на Пресвета Богородица е изградена од 9 врвни мајстори кои доаѓаат од Мала Преспа. Ова црква се изгради за 2,5 години. И како беше? Многу убаво се работеше. Нормално, убаво, кој што се гледате како е направена и сега градим и други цркви. Материјалот е поспецифичен, има некој камен што овде подобро се работи, може да го работиш како што сакаш, да се сечи, да се делкат. Има некои работи, па другото, мешајнето цигла и камен, тоа е многу убаво, идит старовремско, поубаво изгледа и тоа е. Сепак специфичноста на работењето е и во желбата и љубовта во занаетот. По специфично во градењето на црквите се сводоите, куполата, тие се макотрпни работи што мора да се внимава убаво за да дојди сводоите, тие кругоите многу убаво внатре во куполата, надвор сводоите, симсоите, за све треба да се внимава. Има некои детали, тие се најдоброто, тие му дава изглед на работата и тоа е треба најпоќе внимание и желба за работа. Мајсторствата на каменорезците може да се видат во повеќе градови во Македонија. Со умешноста на рацете на овие мајстори се гради црквата Цар Константин Царица Елена во населбата Балканска и изградбата е на самиот крај, додека во Виница ја започнуваат изградбата на новата црква.